Моите соговорници денес имаат една исклучително важна работа секоја година, а тоа е зачувување на традицијата, на она што е наша гордост уште многу години одамна, уште многу години пред нас. Добро утро за Гоце Трпковски, председател на Сдруженијето Илинденски марш, и добро утро за Елена Мишева Бајгера, член на Сдруженијето Илинденски марш. И можеби веќе претпоставувате ќе зборуваме за конјаницата која што годинава по 48 пат ќе тргне на пат кон Крушево. Добро ми дојдовте. Добро ми најдовме и поздрав до сите гледачи на Сител телевизија и до вас како наши пријатели и поддржувачи на Илинденскиот марш. Добро ве најдовме. Благодарам. Вечерва наша екипа ќе биде на зборното место, црквата Свети Петар и Павле, од каде што почнува се. Меѓутоа ќе се вратиме наназад. 48 години се сепак еден долг период. Гоце, вие сте многу млад, претпоставувам дека не сте сите овие 48 пати дел од конјичкиот марш. Па токму така, затоа и насловот е на Сдруженијето Илинденски марш 1978. Јас, кога се основа првиот марш од нашите тројца лисичани, Борис Мејковски, покојниот веќе председател, поранешен председател Гоце Стефковски, покојниот Борче Стефковски, јас сум имал само 2 години. И тој момент не го памтам, нормално. Значи, јас сум роден 1976 година. Потоа како раснеме со нашата фамилија, нашите лисичани комши, беше, нели, убава приказка, македонска приказна, патриотска, Илинденскиот марш, конјаницата и така натака. И така раснеме со таа приказна, со Македонија, со патриотизмот. И 98 година, повторно кога го обновиме маршот, ја бев еден од тогаш најмладите учесници, на 22 години, и станав дел од организацијата на Илинденскиот марш. Еве до денеска, значи, како секретар за организација, претходно целата организација беше преку мене и моите другари. Сега веќе сум и председател на Сдруженијето, 28 години, сум постојано во оваа приказна, значи нема година каде што сум отсуствувал, така да ова е голема чест. И мака, и проблем, ама и голема чест на крај на денот, нашата цел на 2 август мечни камен е нешто света работа. И еве денеска имаме променливо време, чинам дека никогаш не ви правил проблем ни дожд, ни ветер, ни разноразни временски услови. Кажете ми, какви се подготовките еве за се она што може да ја очекува конјаницата на патот? Па вака, конјаницата, односно Илинденскиот марш почнува да се подготвува многу порано од, да речеме, од денешнава дата. Нели, околу финансискиот дел, материјалниот дел, храната, логистиката за конјаницата, за коњите. Потоа се изнемуваат, односно ги набавуваме коњите за потребите на конјаниците. Меѓувремено има и конкурс, односно оглас за пријавување на конјаници. И се средува, односно се набавува, се комплетира опремата што е за коњите, узди, седла и све што пропратно што треба да се случи. Почнуваме со тренинзи, тренинзите почнуваат веќе од 10, 12, 13 јули. Секојдневно се одвиваат по улиците на општина Аеродром, по градот Скопје, Кисела, Вода, Гази, Баба, каде што исто така и населението и пред време веќе го слави Илинден, односно не пречекува затоа што веќе ова голема традиција. И нормално, без разлика на временските услови, трензите се одвиваат, така да и денешниот ден, дали ќе врне или нема да врне, тоа нас на крај крајва не тагира, затоа што ние мора да го завршиме маршот, мора да почнеме маршот. Очекуваме многу народ, очекуваме голем народен собир, ќе биде збогатен со културно-уметничка програма. Конјаниците денеска ќе пристанат во црквата Свети Петар и Павле околу 18 часот, а претходно со дефиле од Јане Сабнавски споменикот во општината Аеродром, со игрорци, тапанџи, издрулаџи, така да ќе има еден голем убав момент за македонскиот народ и за граѓаните на градот Скопје. Да ве прашам сега, од прилика 40 конјаници ќе тргнат од Горно Лисиче вечерва кон Крушево. Предпоставувам дека толку и коњи има, колку што има и конјаници. Да. Сега кажете ми, каде ги чувате коњите, како ги одржувате, затоа што нели колку што е важен конјаникот во оваа приказна, исто така е важно и животното кое што треба да е во добра кондиција, оти сепак не е мал пат. Па видите, затоа и преска малце најавив дека конјаник, коњи, логистика, раководство на здружение. Да. Мора све тоа да биде искомпонирано како што треба. Затоа што ако нешто не е во тој ланец, не функционира, целата работа не функционира. Значи, ние како раководство, како здружение мора претходно да направиме припреми за да се создадат услови од материјални трошоци, односно од финансии, од набавка на коњи, набавка на носи, комитски носи, набавка на седла, набавка на све што е потребно и фактички до 2 август. Со денешниот ден, например, озвучувањето, камери, директен пренос, документарни филмови, значи, односно медиумски маркетинг, се тоа треба да биде подредено.
Имаме луѓе кои што се со години големи професионалци во здруженијето кои што се грижат за логистика, за храна за конјаницата. Таму ни е еден наш другар од детството, цел живот на Волинскиот марш, Тони Трифонски Тото, кој што е легенда на Волинскиот марш. Исто така, значи без него не се може. Значи све тоа што треба, храна, протокол, кај ќе се јаде, кај ќе се спие, вреќи за спиење, шаторски крила, све што треба, значи преку него оди. Од друга страна, исто имаме луѓе кои што се одговорни за чување на коњите покрај коњаниците, ама и имаме искусни луѓе кои што знаат да работат со коњи и они исто така се грижат за храната, за вода за коњите, кај треба да се направи одмор, значи све да биде подредено. И нормално коњаниците мора да бидат усогласени, мора да бидат извежбани и да ги слушаат нашите насоки каде што имаме протокол. Да речеме сега вечера сме таму кај што сме во Лисиче од црквата, има голем настан. После тоа идеме во Домо Лисиче. Утре сме во општина Петровец кај што градчаникот Борчек ќе организира голем пречек. Потоа сме во градот Велес и таму ќе кампуваме. Се така подред, например, Теово, Ропотово, пред градот Крушево, Кривогаштани, мора секогаш на време. Сепак се коњиме и тоа не сме многу да се досни околу настапот, односно пристигнувањето на Илинденскиот марш. Така, Елена, колку години учествувавте на Илинденскиот марш? Јас учествував 2 години, поред 2018 и 2019. Во тоа време бевме 2 девојки. Меѓутоа многу ме охрабрува и ме радува фактот што секоја година се повеќе девојки се приклучуваат кон овој конјанички марш, бидејќи тоа е една толку убава манифестација, нели, да се пренесува традицијата од колено на колено, историската меморија и љубовта према Македонија. Зашто љубовта према Македонија не разликува пол, нели сите одиме со срце и со една мисла. Така што 2 години добри. Како изгледа подготовката за една жена? Сепак ние сме поразлични физички од мажите и нели и покрај тоа што мажите некако се секогаш наречени посилниот пол, кај мене не владее баш тоа мислење. Јас некогаш мислам дека и жените се посилниот пол, па кажете ми лично вие како се чувствувате по ова прашање? Јас мислам дека жените се многу поспремни за на коњ, тоа дефинитивно. Во суштина, ние сите таму, значи сме, не знам како една целина обединети. Нема разлика од тоа дали си машко или женско. Значи сите имаме еднаков третман. Самата организација е премногу добра, самите луѓе се премногу убави луѓе кои што се грижат едни со други, си помагаме едни со други, така што јас во ниту еден момент не почувствував дека јас сум нешто поразлично таму бидејќи сум жена. Единствено што ми беше честа што ја носам таа народна македонска носија, секако и одговорноста, затоа што нели да носиш таква носија е навистина. Радишна ли е обликата за жените, да прашам? Не, сме исти еднакви. Да, имаме еднаков третман. Така. Навистина нас како жени нормално многу повеќе ни помага во делот на седлање на коњи, поење на коњи, не знам, во делот на организација за каде ќе спиеме, што ќе јадеме, да, тоа е прекрасен човек кој што секогаш беше тука прва за жените да има се што треба. Меѓутоа стварно е едно прекрасно искуство и чувство кое што мислам дека секоја жена треба да го доживее, барем еднаш. Бидејќи јас го следам благодарение на Гоце Илинденскиот марш, секоја година малтане сте кај нас во студиото, има многу интересна работа, се случуваат и љубовни приказни, се случува и брак, ако не се лажаме, веќе имате и потомство во Илинденскиот марш. Еве кажете ми за тој сегмент. Па видите, за тој сегмент сега морам тука да кажам дека и Елена малку тука има приказна околу незиниот брак, така да и она... Елена може да ни ја раскаже. Јас толку што знам, беше од различни чети првиот брак. Илинденската чета од Лисиче со друга чета. Илинденската чета, односно коњаничката од Илинденската чета, Драгана Каловска, денеска има 2 дечиња со Стефан Јордановски од Маврово, кој што беше од Мавровската чета, така да се роди љубов и ете да имаме сега веќе внучиња на Илинденскиот марш. Тука мора да кажам дека и Елена покрај Илинденскиот марш пред последната втората година кога јаваше исто како коњаник, па си дојде момчето, односно зето с денеска си ја повори, така и она во Крушево се омажи. Ајде Елена, вашата приказна? Да, и тоа беше интересна македонска приказна. Па исто како во минатото. Во минатото и се очекувам дека можно е да има, вака годинава нешто, очекувам, да. Меѓутоа нека остане за деноиве пред нас што да јат. Меѓувремено исто така имаше не баш коњаник со коњаничка, туку двајца наши коњаници на Мечкин камен на 2 август ги побара и дадо прстен на нивните денешни сопруги, тогаш беа девојки, и тоа беше исто еден голем спектакл, значи беше тоа голем настан на страна од Мечкин камен кога се полага цвеќе, којаниција сина од коњи и им дадо прстен на нивните тогашни девојки, денешни сопруги. Браво. Елена, раскажете ни ја вашата приказна. Па
Заменувате. Значи вторпат на Илинденски марш се подготвувате. Да, супругот беше во организација заедно со нас, логистика помагаше. И така некако се случи чинот во Крушево. Причкано не го познававте? Не се знаевме ние, да. Ама сопругот ја побара тогаш за Таму ве побара. Крушево, да. Во Крушево. Веројатно мислеше така ме виде дека сум храбра девојка накој. Така некако не знам склопна околности беше. Така и ќе го паметите, претпоставувам тој момент вечно. Па со Илинденски марш, да. Вака сега, ајде малце и околу оној момент кој што е многу важен, како што велите вие, планот. Значи, тргнувате вечерва. Денеска 27. Оно што треба да го направите, на 31 јули треба да се обедините. Тука кај нас имавме исто минатата недела една чета, инаку вие ќе се обедините со Светиниколската чета, Кичевската чета, Битолската чета. Како изгледа тоа обединување? Вие сите таму сте едно. Па претежно ние се знаеме, значи од со години веќе ние сме како најстара организација на 48 Илинденски марш. Да. Нашата првична цел и целта на нашите основачи беше што повеќе коњаници да се организираат по сите градови на Македонија, па ако може и од Егејскиот Пиринска Македонија ден да даде Господ, а тоа го направиме заедно сите да го славиме Илинден. Како што гледате, еве, веќе почна таа приказна да се врти тоа македонско патриотско тркало, да има од коњаници од Свети Николе, имаше од Маврово, имаше од Кичево, од Битола и од останатите населени места. Нормално дека сека таа приказна се шири, тој марш се шири, таа традиција се шири. Сакам да потенцирам дека чувството на обединување коњаницата на 31 под градот Крушево е неизмерно. Тоа треба да се доживее, да си дел од маршот, па макар и гостин во тој момент, али тоа е голема... Таму ве чекаат крушевчани, добронамерници, сите оние кои што се дојдени за Илинден, всушност во Крушево, така? Токму така, ма ние веќе пред градот на самиот вест градот се спојуваме. Така? Значи од кај Мечкин камен... Кој е зборно место? На влезот у градот, од кај Мечкин камен, значи на почетокот доле на самата раскрсница, едниот пат што оди од Мечкин камен, значи Кичевската чета и Битолската доаѓаат од Мечкин камен, а ние сме од Кривогаштина, значи на влезот у Крушево, на главниот, да речеме, регионален пат. И тука ние влегуваме веќе во градот. Имате ли некој поздравен збор, има ли нешто? Се поздравуваме со знамињата, војводите се гушкаат, едноставно се поздравуваат, се честитаат дека сите здрави живи стигнале до Крушево. Значи, јас сега морници ми разбере, значи сепак е тоа еден голем настан, затоа реков да се почувствува, да се биде дел од маршот. Ние може да објаснуваме колку сакаме и тоа тие што се во маршот, луѓето, коњаници, логистика, па да кажам и луѓе кои што доаѓаат од време на време не посетуваат, тие најдобро може да го сватат тоа, затоа што сепак да ви кажам искрено, кога одиме со коњаница низ заселените места, македонскиот народ не поздравува, ова е природна работа, нема филм, нема хемија, нема вештачка работа, ова е македонска хемија, да кажам, меѓу народот, традицијата, коњаницата и Илинден. И затоа сакам да упатам на голема благодарност до сите населени места кај што не удостојуваат, кај што ни возвраќаат едноставно патриотска љубов кон коњаницата, внимание. Исто така сега да напомнам дека голема благодарност и до покровителот на оваа манифестација, председателот на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицковски, градчалникот на општина Ердором Дејан Митевски, градчалникот на Скопје и сите наши други помагатели, спонзори, заедно поддржано од Министерството за култура. Морам да го спомнам затоа што Илинденскиот марш многу години наназад немаше ваква финансиска, односно логистичка поддршка, бидејќи не знам поради некои X причини политички вакви и такви. Ние беме на страната на целата македонска работа. Меѓутоа еве сега, како што рековме, се стабилизира работата и маршот понатака продолжува. На 31 во 18:30 часот се организира голем народен собир, односно пречек во градот Крушево. Градчалникот со граѓаните на Крушево ќе не пречекаат, ќе ни дадат лепче со сол, девојчиња, момчиња облечени во крушевска градска носија и така со дефиле низ улиците на градот Крушево. Ќе поминеме горе на Гумен, ќе соберем уште еден круг ќе направиме да ги поздравиме крушевчани и од тука се упатуваме кон Крушевското езеро. Знаете сите дека таму имаме наш објект, наш имот кој што е поклон од фамилијата на Владо Карев, Борче Карев, кој што веќе ни фалат и они не се меѓу нас. Меѓутоа ние ги спомнуваме како наши пријатели на Илинденскиот марш, тие се дел од коњаницата, фамилијата на Питоголи. Така да, тоа се значи живи потомци на Карев, на Питоголи. Да. Затоа аманетот на Додо Карев кој што е внук на Никола Карев, да ни се даде земјиште од нивната фамилија, ни се поклони, ние таму изградиме објект кај што имаме фактички база на Илинденскиот марш. Значи со спални, со логистика, кујна, настрешница за коњите, за нас, за коњаниците кај што спиеме исто на отворено. Меѓутоа една вид база кај што можеме да зготвиме храна и да се стационираме. Така. Многу... На втори сме на Мечкин камен, знаете, тој више
тај голема приказна, голем настан, одбележуваме онака како што доликува, како што личи за Мечин камен и таму сигурно ќе биде над 100 конјаници оваа година. Браво. И убаво и претпоставувам за сите оние кои што можеби ќе сакаат да заминат токму за празникот таму, ќе биде една гледка која што никогаш нема да заборават. Уште една работа јас би сакала сега да напоминаме за вечерва. Општина Аеродром ќе организира свечано испраќање. Ова е 48-ми, рековме, традиционален илинденски конјички марш за вечерва, да ни кажете, повикано е цело Скопје. Така. Вака, значи, организатор на вечерашниот собир е Сдруженијето Илинденски марш. Така. Единицата од Горно Лисиче. Меѓутоа, нормално дека општина Аеродром со години е И таму се случува, меѓу другото, во општина вашето Аеродром, место. Генерален спонзор нас е општина Аеродром, заедно сме со горачалникот во тесна соработка, да речеме заедно целото тоа дело го правиме заеднички. Министерството за култура, градот Скопје, кој што кажав, председател на ВМРО-ДПМН, тоа ќе биде голем спектакл, голем народен собир со убаво озвучување, со настап на културно-уметничка програма, ќе бидат Next Time, Мелани Трчуловска, културно-уметничко Душева Пцаров, Благица Павловска, нашата лисичка икона која што ја пее традиционално лисичаните комитите. Меѓувремено, како ќе влезе конјаницата во дворот на црквата Свети Петар и Павле, ќе се упатат кон црквата внатре да земат благослов од представниците на МПЦ. Го очекуваме да дојде нашиот поглавар кој што е столб на оваа држава, господин Стефан, да даде лично да даде благослов на Илинденскиот марш и едноставно со поздравни говори ќе се организира тој голем народен собир кај што без разлика на временските услови, а знам дека нема да врне, ќе има многу народ. Ви посакувам солесно, или сепак колку и да сте искусни, колку и да е ова веќе традиција, сепак е потребно и среќа и благослов и да биде секако што треба по патот, да стигнете во Крушево и уште еднаш да потврдите за единството на Македонија и за она што се случило пред толку многу години. Ние, оние кои што сме денес и современици, оние кои што го слават делото на големите револуционери, да продолжи понатаму и да не се заборава. Па токму така, Илинденскиот марш е марш на обединување на македонскиот народ, затоа што во овие тешки времења ни престои, односно ни треба обединување, некој недоразумение ги ставиме на страна и едноставно да се поклониме на тие луѓе што го дадува животот, како што е Пито Гули, Никола Карев и сите оние борци кои што се бореа за слободна Македонија, за првата република на Балканот. Исто така за асномските борци кои што се и денеска ги спомнуваме за денешнава слобода што имаме како Македонија. Се надевам дека понатака ќе бидеме подобро за помладите луѓе и дека младите луѓе ќе ни останат, а ќе ослават Илинден.